Денеска ќе ја снимам новата епизода со само една единствена тема, бидејќи веќе и официјално Европска Унија од оваа недела ги стартуваше македонските вакцински сертификати како валидни за патување низ Европа. Тоа значи дека од сега и во Малта сите македонци ќе може едноставно да си купат билет, да си го земат вакцинскиот сертификат, европскиот дигитален вакцински сертификат на својот мобилен телефон исто така, и да пристигнат во Малта и да се истераат одмор или да си дојдат кај своји пријатели, роднини и така натаму. Ова епизода ќе пробам да ви понудам информации, да го искористите останатиот дел од одморот, колку ќе ве чини од Македонија ако сакате да поминете 7, 10, 14 дневен одмор на нашиот прекрасен остров. Значи стартуваме токму со оваа тема. This is Social Network Radio Podcast. MM, the Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Let's get started. Значи, како што реков, доволно е само да имате да знаете све, да си имате испланирано нормално, но доволно е само да си го имате испланирано патот, хотел или каде ќе престојувате, ако престојувате кај своји блиски или кај своји роднини, нормално дека ќе имате и адреса од таму кај што ќе бидете, бидејќи ќе ви го побараат тоа на аеродром, и многу е важен вакцинскиот сертификат. Да ви кажам искрено, од се она што поминав досега,
Верувајте, по аеродромите низ Европа, веќе никој не мери колку килограми ви е куферот. Нели треба 10 кила рачен багаж, може да биде и 12 и 15. Скоро никој да не обрнува внимание на тоа. Дали сте биле 3 месеци или сте биле 3 месеци и некој ден плюс или така натаму. Тоа слободно проаѓајте си, да. Не е никаков проблем. Проблемот е само вакцинскиот сертификат. Ова мораше да направам малце прекин, бидејќи луѓето мислат дека не смеат да проаѓат, а всушност јас го окупирам нивниот простор за поминување, затоа што сакам да снимам токму овде, за да ви покажам уште неколку детали во однос на она што ви го нудам денеска. Колку чини и како е да си поминете еден убав одмор во Малта. Да го искористите барем овој преостанат дел од летото, бидејќи до вчера, што се вели, македонец тешко можеше да дојде во Малта, сем ако ги нема собрано сите оние документи што ги бараат, па мораше да има малтешко ID, па дозвола за работа, па писмо од свој и така натаму. Бидејќи без вакцинскиот сертификат ви следува 14 дена задолжителен државен карантин, сега веќе е спуштен тој на 7, но со македонскиот вакцински сертификат веќе нема потреба од тоа ништо. Едноставно, ако го имате, си купувате карта, си плаќате хотел, си доаѓате тука и си ги поминувате вашите денови за одмор. Сега погледнете ги цените, како се движат сместувањата во хотелски услови или Airbnb во Малта за овој период. Igor Filevski Show, Friday 8 p.m. New podcast. Well, look what the cat dragged in. Here's a picture from way back when we were all that we could be. I still remember that day with you, how the minutes and hours flew, how your smile overtook me. It was the first time I felt the sun. I knew that you were the only one for me, plain and simple, as you are, as you are, as you are. And every time that I see your face, no one ever could take your place, 'cause you made it easy, as you are, as you are, however you are, however you Значи, ги видовте цените, сега на ова ќе додадете, не заборавајте на сертификатот вакцински, неколку пати го споменувам заради тоа што тоа беше битниот момент кој ги спречуваше македонците да патуваат низ Европа и конкретно да дојдат на еден убав одмор овде. Значи не е само потребен оној лист, тоа да напоменам, што го имате од македонската вакцина, туку потребно да го симнете од страницата на Европска унија за европски дигитални сертификати. Таму ќе го имате и ќе си го чувате на мобилен телефон. Сега, знаете ли која е другата добра работа да дојдете на одмор на островот, а да немате никаква фрустрација? Некогаш бариера е и самиот јазик. Многу често, последно по возрастните кои не знаат англиски, ретко се одлучуваат да патуваат низ Европа сами, бидејќи таа бариера ги спречува во многу нешто да се поминат убав одмор. За Малта, верувајте дека тоа
на некој начин не ви е потребно. Слободно можете да дојдете со вашиот македонски јазик и да се снајдете секаде. Конкретно, за во хотел, не постои хотел каде што не работи или македонец, или србин, или бугарин. Трите би требало да ги знаете и да ги разбирате. Посебно тие со бугарски патувачки документи. За српските више да не збориме. Втора работа, сакате да јадете некаде. И сега како ќе нарачете, дали ќе распознаете мени и така натаму. Слободно, ќе си дојдете во гурмет во Буџиба, се ви е на македонски, сите келнери се македонски. Имате и македонска храна, нема да се чувствувате воопшто индиспонирано ако ви е бариера само јазикот. Сакате да уживате покрај море, не во Буџиба. Тогаш ќе си дојдете во Слема и исто така во Буџиба, малку поексклузивниот гурмет. И тука ќе си пиете, ќе си јадете, а ќе си бидете на море. Прекрасно. Сакате да заминете подоцна на кафе, муабет, нешто, пијачка и чисто да си разговарате. Еве ви го подиум во Буџиба. Сите се македонци и цела македонска дружина ќе најдете таму. Нормално дека ќе може да си нарачате се на македонски. Сакате малку поексклузивно. Наскоро и тоа ќе го имате. Виски бар. Ќе се луксузирате овде на островот, ќе уживате во најдобрите виски и во најдобрата луксузна забава, повторно во подиум во Слема. Сега ќе кажете, добро бе филе, аме сакам да земам брод, сакам да патувам некаде, сакам да земам такси. Како ќе се разбере на македонски? Ајде да пробаме. Еве јас сега ќе тргнам овде кога ги гледате бродовите што дат за Гозо и за Комино, ќе пробам на македонски да прашам, верувајте, секој втор продавач е или србин, или македонец, или бугарин. Секаде, на се. Добар ден! Не си македонец или си? Србин, јас сум и Србија. Добро, добар дан, да. Не можев да слушам дали кажат добар ден или добар дан. Да. Значи од Србија. Од каде си од Србија? Из Пожаревца. Пожаревец град, така е. Овдека има многу срби, македонци, токму тоа и го кажував дека некој ако не го разбира англискиот јазик, слободно може да дојде и да се чувствува во Малта прекрасно и може да се снајде секаде. Без проблема, без проблема. Сваки ресторан, свуда где god да одете, српски можете да причате без проблема. Или македонски. Или македонски, така е, така е. Ти доаѓаат ли македонци овдека? Извини, не сум разумео. Дали ти доаѓаат македонци за патувањето? Па има, ali ne toliko. Ne toliko, ima samo uglavnom koji dođu u goste kod naših ljudi i onda idu tako. Так. Колку чини едно патување, едно крстарење? Каде оди твојот брод? Например, evo imamo ovaj brod sada sat i po vremena, ovo je kruz oko Valete, košta 15 evra po osobi, jako je lep kruz, imamo isto za Plavu lagunu, za Gozo, jako lepe ture za obilazak Malti, oko Malte i tako. Да. Се заработували добро од твојата работа? Može dobro, da. Ама цел ден, U toku sezone jako dobro, да. ja? Da. Ама цел ден си овдека на сонце. Тешко? Pravim pauzu od 1 sat do 5 popodne, kad je jako sunce, ja pravim pauzu, pa se vratim uveče ujutru i uveče radimo. Ima ljudi koji radi isto ceo dan, ali... Да, тоа е премногу. Premnogo. Како се викаш ти? Đorđe. Đorđe, поздрав до сите пријатели на Đorđe од Пожаревац кои што не гледаат на Facebook, на YouTube, секаде. Ти благодарам многу. Nema na čemu. Значи видовте, секаде, сега можам да продолжам и понатаму да зборам и на македонски, може некој да ми одговори на бугарски, ама се што разбираме бугарски, нели ние македонците, така? Српски да не зборувам, хрватски има по некој. Како и да е, воопшто нека не ви представува бариера јазикот. Стоп, јас тама сакам да ја завршам на јавот. Од каде си? Од Србија. И ти си од Србија, па пред малку зборевме од Србија. На одмор си или работиш тука? Не, работиме овде. Работи. Каде? Па, 5 година. А каде работите? Хотел е на 115-14 хотел. Се заработува добро? По-добре, не лошо. Може болje. Македонци, Срби има сега овој период? Браќи, македонци, Срби, колку хочеш. Да. Да. Ти благодарам многу. Поздрав. Тоа е тоа. Воопшто да не се плашите. Парите в джеб и морето е ваше. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language.
Xavi, l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terri amb el cap, el control de To, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol! Тоа се отприлика деталите кои што се многу важни, битни се за да ги имате наум ако сакате да дојдете на островот и го искористите последниот момент од овој летен бран додека се уште не се испозатворило се, затоа што како што стојат работите така некако ми изгледа и патувањата ќе бидат посложени, иако како што рековме, како што почнав така да завршам, дека многу е леснето сега со тоа што се призна македонскиот вакцински сертификат и да напоменам дека тој вакцински сертификат важи за оние 4 вакцини кои што се признаени од ЕМА, од Европската агенција за признавање на овие вакцини. Тоа се Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. Одите на страницата, си го вадите вакцински сертификат и слетувате во Малта. Она што станува до самиот крај е само уште еднаш да ви напоменам, стандардно знаете како ја завршуваме секоја епизода со out и in. Што беше out, а што in во изминатите 7 дена според некоја наша анализа. Подгответе се за крајот на летото и уживајте каде и да сте и убаво е да дојдете овдека, па може да се сретнеме, да направиме муабет и да ги споделиме вашите летни искуства од островот. Чао! This is Social Network Radio Podcast. MM, the
Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Let's get started.